Десетици илјади грузици одржаа демонстрации минатата пролет против законот на владата за странски агенти, наречен руски закон од неговите противници, по слично законодавство кое долго време го користи Москва за да ги замолчи неистомислениците. Протестите прераснаа во битка за иднината на Грузија. Опозицијата своите надежи ги насочи тогаш на општите избори во октомври, но владеачката партија Грузиски сон победи со над 53% од гласовите. Наблюдувачите го обвинија Грузиски сон дека го надгледува расширеното местење на гласањето, што партијата го негираше. Демонстрантите се вратија на улиците. Сакам само да гледаме напред кон Европа, а не назад кон дупката од каде што туку излегавме. Владата започна брутално да ги задушува протестите и ги прекина преговорите за пристапување во Европската Унија. Вашингтон пак го суспендираше стратешкото партнерство со Грузија. Премиерот Иракли Кабахидже не се покаја. Апсолутно сме посветени на целосно неутрализирање на радикалната опозиција. Молдавија, уште една поранешна Советска република, исто така одржа председателски избори во октомври. И покрај широко распространетите докази за мешање на Москва, проевропската актуелна председателка Маја Санду победи во вториот круг во ноември со 55% од гласовите. Денес, драги молдовци, одржавте лекција за демократија. Во соседна Романија, кандидатот на екстремната десница Калин Георгиевску, кој се противи на помошта од Западот за Украина, постигна шокантна победа во првиот круг на председателските избори во ноември и прокрај предизборните анкети кои покажуваат дека тој ќе добие едноцифрена поддршка. Но резултатите беа поништени од страна на највисокиот суд на Романија, откако безбедносните служби открија кампања за дезинформации за промовирање на Георгиевску на социјалните мрежи, напор за кој широко се обвинува Русија, што таа го негира тоа. Кампањата на овој кандидат беше поддржана од држава која е туѓа за интересите на Романија. Аналитичарите велат дека Русија се меша во европската демократија, но сликата е посложена. Секогаш би ги нагласил локалните ранливости. Фактот дека понекогаш имаш ваков јас меѓу елитата и населението и Русија само се обидува да ги зголеми тие празнини. Изборите се одвиваа на позадината на бруталниот вооружен конфликт во Украина по руската инвазија во 2022 година. Аналитичарите велат дека конфликтот и одговорот на Европа продолжуваат да влијаат на европската политика и гласачите.